Семејството Павлови, кое живее на улица Радански пат број 115 во штип подолг период мака мачи со вода која неконтролирано тече и се слива низ нивниот двор. Проблемот го пријавиле до јавното предпријатие ИСАР, екипи излегле на терен, селе мостри од водата, но не го санирале проблемот. Рече ми вработениот дека за ден-два ќе дадат одговор каква е водата. Минаа веќе и наредната недела, 3-4 дена, 5, и нема одговор. И јас звонам у ИСАР, таму ми викат нема тука што да бараш. Ја вису филтер станицата, викам мене не може да ми известат за резултато, а за резултато се известени водовод и канализација. А кога ќе интервенират они, она не знае да ми каже. Вика ми, дали имат намера да дојдат уопште кај нас нешто да работат. После неколку интервенции јас таму, оди лично, неколку пати разговара со шефот и дојде екипата. Копаа, да кажам, 3 дена кај нас у дворо, ништо не најдеа, копаа еден ден на улицата што е такво. Сега, у разговоро, приликом разговоро со нивните предпоставени, одговорните, јас си викам, и да е ИСАРска водата. Помогнете ни да го решиме проблемот. Оти не е водата да оде у бавчата или да оде по пато. Водата оде у куќата. Ние не можеме да ја пренасочиме никаде. И ние кога видиме дека они дигнаа раци, дека не сакат помош, јас му се моли на шефот, дајте ни шахта, дајте ни некое црево нешто, што можете вие да ни помогнете. Оти дворот стана хаос, раскопаме го целиот двор. Заврна дожд, кога се напуни вода тука, со кофи од поликолор сум фрлала вода, да изфрлам водата, оти ќе се потоне па надолу усобите ќе улезе. И шефо, деме ќе дојде шефо, не се обрати на моето тоа, не одговори, не дојде. Чекаме 20 дена и си викаме. Они само нивниот одговор беше дека од нив е завршено се. Нашиот двор и водата е веќе наш проблем. Чекајќи да се реши проблемот, Павлови самоиницијативно интервенирале за решавање на проблемот, бидејќи и дворот и куќата биле под наезда на влагата. Ние повикаме луѓе да дојдат да ни помогнат, зимо и да викам како ќе си симнуваме, што ќе правиме, да собереме водата у една шахта, ако ја најдат они веќе таму, а јас 2 барења имам до ни доставено, завери ги нивната вработена, кажа дека ќе ги препрате таму дека што треба. Молам ги да дојдат да ја најдат причината од дека што е таква. Немам одговор на тоа ништо, немам одговор. Со мои средства се реши проблемот, пумпа се купи исто, за да се таа вода ваде. Тоа е вода, 200 кила, 150, 200 кила вода за 24 сата. Сега ИСАР, дали ќе интервенира, дали ќе дојде пак да траже водата каде е, спрема тие нините анализи, дека водата е на ЈП ИСАР. А дали сега, пак ќе кажам, ќе смогнат они сили, снаги да дојдат да копат или било од кај да дојде водата, од кај доваѓа да ја најдат, тоа нин проблем. Тоа е се пријавено, се уредно со 2 мустри земани од ЈП ИСАР, од филтер станицата 2 мустри се земани и на мустрите покажува дека водата е на ЈП ИСАР. А од каде водата доваѓа во дворо, тоа ним проблем, треба они да си го решат. А дворот е више бетониран, средства се уложија многу, труд остаи, ама средства се многу уложи. Сега текот на водата, семејството Павлови успеале да го стават под контрола со шахта, која е во нивниот двор и со пумпа за испумпување на водата. Но се надеваат дека нивниот проблем, јавното предпријатие ИСАР конечно ќе го реши, бидејќи тие уредно се преклучени во водоводниот и канализациониот систем, а оваа вода која тече е губиток на водата за системот на јавното предпријатие ИСАР, а и предпријатието треба да го реши проблемот, бидејќи куќата може да биде оштетена од наездата на неконтролираната вода.